Загревањето на домовите на скопјани со централно грејење во тековната грејна сезона стана предизвик за владата и предизвика загриженост на граѓаните. Дали ова зима нивните радиатори ќе бидат доволно топли за да се згреат. Во услови на недостаток на газ и енергенси во земјава, но и по преземањето на улогата на ЕСМ од БЕК за дистрибуција и снабдување со топлинска енергија на Скопското парно, покрај тоа што ги збуни граѓаните во бирократската процедура, остана дилема дали ова зима ќе имаме топли радиатори, но и кој ќе биде одговорен за состојбата која се знаеше од подамна. Оврската за промена на договорите од БЕК на ЕСМ, лично на шалтер за сите што се греат на градско парно, налоти многумина. Ова дојде откако ЕСМ ги доби лиценците за да ги топли скопјани, кои што пак пред неколку месеци му беа одземени на БЕК, бидејќи минатата зима не успеа да обезбеди газ за грејење. Меѓу нив беше и скопјанецот Лазар Петровски, кој како што редовно си ги плаќа сметките за својот 40 квадратен стан, се обидел ова Оврска да ја заврши уште првиот ден пред да почнат гужвите. Ама безуспешно, бидејќи станот кој што го наследил од неговата мајка не ги поседувал потребните документи кои му ги побарале од ЕСМ. Сакам да ги обновам договорите. Така го третираат овие, така го кажа на телевизија. Како се информиравте за ова денеска што сте дојдени овде? Па имаше телевизија. На телевизија излезе таа, не знам која беше емисија, во Дневник ли беше, така нешто. Дали сте запознаени со содржината на договорот? Не, тоа ќе го прочитам детално и ќе видам што се состои. Доколку нешто од договорот не ви се допаѓа, дали и понатамо ќе го подпишете договорот? Не, во никој случај. Никако. И која е вашата опција доколку не се подпише договорот? Тогаш, па не знам, ќе се информирам со овие, со другиве. Ќе видиме. Дали знаете дека во договорот има ставка член 6 кој што вели дека во услови на виша сила и временски непогоди доставувачот на топлинска енергија нема никаква одговорност до вашиот дом да ви достави топлинска енергија? Ако е тоа така, тогаш нема да подпишам никаков договор. Прво ќе го разгледам договорот, ќе мислам условите што ги нудат они. Ако би се допаѓа, ако е се во ред, тогаш ќе го прифатам. Ако не, не. Со однос на се поголемите поскапувања на струјата, на енергенсите и на се, која е вашата опција доколку не се греете на централно парно, која е вашата опција за грејење? Тогаш би нашол алтернативно грејење. Струја, дрва? Не, струја, него би нашол пелети, не знам, нешто друго, сопствено парно. Тим бораме, зимава да ја поминеме, како? За Петровски, кој кажува дека многу му се и досегашните 1400 денари кои ги плаќа за услугата на БЕК за својот мал семеен стан, вели дека сето ова со промената на договорите од БЕК во ЕСМ е непотребно малтретирање за скопјани. Ништо не верувам, посебно на оваа влада. Не сум окоремен во Мровец, ама овие веќе зајдоа. Нема никаков однос, нема никакви постигнувања, нема ништо од оваа влада. Единствено даноци, зголемување на цени и така натаму и така. Уште сосема на крајот. Што мислите, каква зима не очекува? Што ќе се случи за граѓаните, за вас и за општо? Ако мислите на политичкото, ќе имаме врела зима. Во природата зимата ќе се биде како што било до сега. Само што ние сме во години, барем јас сум во години кога многу ладно не сакам да трпам и така ќе се стајдеме. Со емболии, со ќевиња, ќе се покриваме и така во тој смисол. 25 минути покрај скопјанецот Петровски анкетираше уште неколку скопјани пред пунктот на БЕК во центар. Повеќето беа повозрасни граѓани кои со лични карти и фактури чекаа да го потпишат новиот документ. Иако не им било потребно многу време, вела дека тие дошле да ја завршат својата должност код ЕСМ, иако не се убедени дека ќе имаат топли радиатори. Од кај дознавте за тоа дека треба да дојдете да ги обновите договорите со ЕСМ? Преку медиумите, преку телевизија, нели, регулатор на комисијата, што кажуваш.
И што дознавте, што е процедурата сега, видовме дека влегувате, што е? Дека можеме директно во старите наплатни места на БЕК да си земеме договор од ЕСМ и да директно направиме промена. Што мислите, каква зима не очекува? Дали ќе биде Дека тешка? ладна, тешка. Вие сте убедени дека оваа зима ќе имаме грејење квалитетно? Не, во секој случај, со прекиња. Затоа што нема никаква сигурност, она што слушаме. Да видиме и како ќе биде ситуацијава. Дали воопшто ќе има годинава парни. Мислите дека ќе нема? Па така викат, дека ќе нема, е вака, сонце кој има ќе исклучат. Ќе ги плаќате сметките за топлинска енергија? Па до сега ги плаќав редовно, меѓутоа ако не ме снабдуваат со топлинска енергија, ќе размислам дали ќе ги плаќам понатаму. Тој период нема ни да плаќаме, нели? Кој ќе биде одговорен како нема да плаќате? Ако немаме услуга добиено, на што да плаќаме? И доколку нема централно грејење, ќе ги плаќате сметките? А па ќе се исклучам ако не наструја. Во периодот што следи се очекува можеби ниските Заладување, да. заладување. Што очекувате кратко? Зголемена температура на радиаторите. Која е алтернативата за грејењето во вашиот дом со оглед на Наструја? скапотијата и на На цени? инвертер се препрлам. Што вика така? Очекувате, значи, тешка зима. Да. Професорот Константин Димитров, анализирајќи ја состојбата со зголемената инфлација и намалената моќ на граѓаните, од една страна и од друга страна заложбите на владата да обезбеди газ, вели дека зимата лесно ќе поминат богатите, а другите ќе мрзнат. Тоа се што кажува владата е нормално со намера малку да ги смири граѓаните. Тоа нејзина задача е, ама поголема задача е да ги обезбеди условите за она од ние што се што гледаме се сомневаме дека владата ќе успее баш така мазно да поминеме оваа зима, па и следната година и после тоа. Нашата влада се однесува, вака да кажам, народски, како на утакмица од трибина будно следи, наместо да биде на терен да ги спроведува мерките, а ние да навиваме и да бидеме мирни. Не сме мирни, затоа што еве имаме грејење цел саат. Добро, може и да е топло, но не е обезбедено газ. Знаеме дека владата донес одлука нема да купува газ од Русија и нема да плаќа во рублје. Од каде очекува да дојде газ во Македонија, при што ЕСМ, кој што превзеде топлификацијскиот систем, кој што го беше оператор БЕГ, а во исто време ЕСМ енергетика во железарница исто така функционира со газ и Когел Север, дали како државна компанија ќе плаќа со рублје да земе газ. Нешто се замолча работата со Србија да добиеме газ за електрична енергија преку приватна компанија тето што би работела. Веќе немаме следните информации кои што се доста чудни. Да, ќе имаме, видите, многу чудно тоа, ќе многу често се појавува и дека благосостојбата се не зависи од нешто што би било кад би било. Ќе ова, ќе она, ако биде ова, ќе биде она. Па сега србите икат да е никлок, да е пукло, баба ќе беше дедо, ама не е. Димитров прецизно ги детектира слабостите при процесот превземање на ингеренциите на ЕСМ од БЕК. Професорот Димитров забележува дека одговорноста, како и секогаш, недостасува кај надлежните за состојбата. И што пак ќе биде граѓаните виновни? Не обезбедиле пари да има владата комотно да си купuje поскапи со високи цени зимно време гориво наместо да го стори толку беше поевтино. Ние граѓаните сме криви, кој друг? Владата нема пари, од каде владата има пари? Од нас, од фирмите што успешно работат и се задолжува. А на владата баш е гале колку ќе се задолжи и ка некој друг ќе дојде нека ги враќа. А кој ги враќа? Пак ние ги враќаме. Видите, тука сме доведени заради ненавремени превземања, неводење политика на развој на енергетскиот сектор, доведуваме до таа состојба да ненормално големи суми пари вложуваме сега во купување на енергенти и енергија. Како енергенти, газ,
течни горива и како чиста трансформирана енергија, електричната енергија. Ги плаќаме прескапо, со тие пари можевме да направиме 2-3 постројки, да го решиме проблемот со производство на енергија и да се спиеме мирно оваа зима. Грејната сезона започна на 15 октомври, а треба да трае до средината на април, под исти услови како и досега. Иако владата смирува дека ќе имаме топли радиатори, сепак тврдењата на експертите и сомневањата на граѓаните се дека тоа тешко ќе се случи. Но какво ќе биде владиното менаџирање и мерките за справување со состојбата, многу ќе зависи и каква ќе биде кризата во Македонија. Значи, има огромни проблеми Скопје Север и очигледно е дека нема да имаат луѓето парно. Како велите, за 1, за 2 дена можеби ќе имаме газ и потоа веќе ќе биде крај. Имаме големи проблеми и овие денови, значи, поради високите цени на газот, доведено е прашање со снабдувањето со топлинска енергија на корисниците што се приклучени на системот за далечиско грејење на Скопје Север АД. Ние имаме набавено количини до 31.12.2022 година, количини, ама тие количини треба да се платят однапред. Моменталната цена на газот е 127 денари по кубик метар природен газ, а нас ни се одобрени со одлуката од Регулаторна комисија за енергетика 64 денари по кубен метар. Значи, ние плаќаме дупло повеќе од тоа што продаваме и затоа системот нема да биде одржлив ако оди понатака. И што ќе направите? Ќе ги оставите граѓаните без парно? Па ние очекуваме дека нема да дојде тоа, нема да се случи тоа. Владата издвои средства за снабдување со топлинска енергија за цел град Скопје. Јас како што ја видов одлуката, тоа се 18 милиони евра наменети баш за ова работа. И се надевам дека ќе бидат средства преподелени на Скопје Север АД за наминување на овој проблем. Добро, ако не ви префрли пари владата, што ќе правите во тој случај? Имате ли план? Ако не се префрла, тогаш треба да го запреме снабдувањето. Да немаат луѓето парно? Да немаат луѓето парно. Во случај да доаде до тоа, ние имаме некаде околу 13 училишта, имаме градинки, имаме здравствени домови, ќе ги известиме дека нема да бидеме во можност да испорачаме топлинска енергија. Кој ќе биде виновен? Владата или пак вие? Ние не можеме да бидеме во никаков случај виновни. Нас ни е одобрена цена од Регулаторна комисија за енергетика, свесни дека трошоците за газ се дупло поголеми, ама нивна е одлука и сега таа разлика од цената на газот што ние да ја го набавуваме и што ја фактурираме преку топлинска енергија треба да се надомести од во овој случај од страна на владата. Ние вршиме јавна услуга и мора владата да излезе во пресред. Или во друг случај, согласно методологијата на Регулаторна комисија за енергетика, сите трошоци за природен газ се признаваат во пол износ. Нека ни го признават трошокот за газ во цената, тогаш цената ќе биде, не знам, 200-300% поскапа и немаме проблем ние со тоа. Но не може од една страна да се кажува владата излегува под пресед, не смеат граѓаните да плаќат во вакви околности скапа топлинска енергија, што и јас се согласувам, ама не може да биде и едното и другото. Треба да се надомести разликата во цената на природниот газ. Ова е приватна фирма, зошто владата воопшто да ви излегува во пресред, кога практично вие треба да заработувате пари, профит и вие да се грижите за оваа компанија?
Па ние сме акционерско друштво Да. и сакам да напоменам тука дека се изнесуваат неточни информации дури од владата, Министерство за економија, регулаторна комисија и АДСМ дека сме во стечај. Не сме во стечај, владата треба да префрли пари од и ние вршиме јавна услуга. Точно се знае трошоците што ги имаме, точно се знае колку ни е профитот годишно. Значи, со одлука на регулаторна комисија за енергетика стои и профитот. Ние за ова година, значи во одлуката, профитот определен од регулаторна комисија за енергетика е 0, значи нема принос на капитал. Ние само треба да се сами одржуваме, ништо повеќе. На време велите не се подготвиле државните институции. Што значи тоа? Па јас дури од минатата година сум апелирал неколку пати, не само за снабдувањето со топлинска енергија, и во електричната енергија, и таму има големи проблеми. И таму едно време кога кажував јас дека фалат 150 милиони евра во системот, а тогаш бев свесен дека беа 250 милиони евра. Ме нападна многу, нарекувајќи ме не квази експерт таму ваму, а за да на крај испаднат 500-600 милиони евра. Ние требаше на времето да се спремаме и финансиски и технички. Технички што значи производството во ЕСМ да биде зголемено. 2021 година место зголемено производство ние имаме намалено производство на електрична енергија. Значи најмало производство во историја на ова држава и тоа ја чини скапо државата и граѓаните во овој случај. Оти ние знаеме што значи буџетот. Буџетот се приливите се од таксите и даноците. И тоа даноците ДДВ-то го плаќа крајниот корисник во овој случај се граѓаните. Тоа е насвикаде во светот и кај нас. И затоа сметам, повторувам, дека ние секој пат доцнеме и овој случај сме доцнеме, записнувале. Имам апелирано и за задолжувањето. Минатата година, оти знаем дека сега задолжувањето ќе биде поскапо, што е, го кажува министерот за финансии и сите го кажуваат. Оти криза има во целиот свет, не само кај нас, и секоја работа станува поскапа. И во тој смисол, значи тврдам дека ние доцнеме секогаш. Вие сте кажале дека нема струја, нема производство на струја, дека ќе има криза. Велите дека ве нападнале. На кого точно сте кажале и кој точно ве нападнал? На неколку наврати имам пратено и дописи во влада, Министерство за економија, Министерство за финансии, значи неколку пати. И регулаторна комисија за енергетика, ЕСМ, ми сум ги замолил да го зголемат производството. Сме одржале неколку состаноци организирани од регулаторна комисија за енергетика, скоро месечни состаноци, каде што учествува ЕСМ, ЕВН, сите најголеми фирми, што се МЕПСО. Јас тогаш бев генерален директор на АД МЕПСО и постојано сум барал да се најдат начини да се зголемува производството на електрична енергија. Значи, никој не ве слушаше кога предупредувавте? Па, сега фактите кажуваат друго. Значи, што ми имаме намалено производство, тогаш јасно е дека никој не ме послушал. Ова година, за ова година кажуваат дека е зголемено производството, ама пак повторувам дека доцниме од тих колку што имам информации и јагленот за ова година не е набавен во време кога треба да се набави, а тоа е кога е ефтин на пазарот, а тоа е во летото. Во оваа држава никој не одговара. Иако нема производство на струја, нема јаглен, нема газ, нема парно да има, нема да има струја. Да. Но никој не одговара. Кој треба да одговара? Па, кој управува со друштвата.
и кој ги назначува тие управители. Сакате да кажете владата е таа што треба да одговара. Ви благодарам за разговор. За сега Европската Унија има доволно резерви на газ за да ја помине оваа зима. Таа одлука е донесена уште кога започна војната во Украина, уште од почетокот на годинава, некаде во март, почна советите на министри и самитите на кои што ЕУ се договараше прво за полнање на резервите на газ, да постигнат над 80% беше целта на почетокот, далеко е надмината таа цел, сега се повеќето земји ќе имаат своите резерви наполнето над 90%, Белгија дури 100%, додека што се однесува до намалувањето на потрошувачката на енергија, на газ и на струја, тоа е другата важна компонента за да не се најде Европската Унија и земјите во ситуација да нема енергија за време на оваа зима. Таа одлука е донесена малку подоцна во текот на оваа година. И тука, без да навлегувам во тие технички детали, целта е, иако не е обврзувачка, да се намали потрошувачката на газ за 15% во секоја земја членка. Оваа цел не е задолжителна, не е обврзувачка, меѓутоа постојат механизми доколку дојде до криза да може Европската комисија да интервенира и таа цел да ја направи обврзувачка. Без повеќе детали. Така што тоа се тие мерки донесени уште на почетокот на оваа година, до кои се придржуваат, разбира се, 27 земји членки, за да не се најде ни една земја во ситуација да нема енергија да ја помине оваа зима. Сега, овие резерви на газ се доволни до крајот на февруари. Од март натаму не знаеме дали ќе бидат доволни. Ако се случи нов студен бран во март, во април, во мај, во јуни може да се случи во земји како Белгија се случувало во минатото, во северните земји може да се случат студени бранови дури и пред летото. Во тој случај не знаеме дали ќе има доволно резерви на газ, бидејќи до крајот на февруари ќе паднат резервите на околу 10 до 20%. И тука веќе се поставува ново прашање. До тогаш се разбира земјите веќе сега и институциите на ЕУ веќе сега ги подготвуваат тие сценарија, можни катастрофални сценарија во кои што се празнат резервите на газ, Русија целосно ја затвара славината, се врти кон исток и нема повеќе енергија. Тоа е главното во однос на резервите и се разбира тука се и прашањата за помош на државата до домакинствата, компаниите и така натаму. Сметките за газ и за струја се огромни, за некои луѓе, за некои домакинства се буквално не можат да ги поднесат, значи поголеми се и од нивните кири. Така што Белгија интервенираше тука со некоја еднократна помош, па еве сега се зборува за втора еднократна помош, останува тоа пак еднократна помош, за разлика од други земји членки кои што земаа многу порадикални мерки, како Шпанија, Португалија, кои што многу повеќе им помагаат на нивните граѓани. Белгија е далеко од идеална ситуација, но ете, има некакви напори да се помогна. Има и отпор од општеството, има отпор од граѓаните. Почнуваат од денеска движења на отпор на граѓани, како што видовме пред неколку месеци или недели во Англија, луѓе кои што се организираат да не ги плаќаат сметките, да ги горат, да ги фрлаат во знак на протест, затоа што луѓето не сакаат да го носат товарот на оваа криза и нема зошто луѓето да го носат, поединците или домакинствата да го носат товарот на оваа криза, така што одбиваат
да ги платат сметките. Се организираат исто така и големи протести, петоци на гневот организираат некои политички партии, се очекуваат и штрајкови. Франција исто така веќе на неколку недели се соочува со огромни штрајкови во рафинериите за нафта, кои што блокирани се рафинериите, нема гориво на бензински пумпи и така натаму, така што има и општеството е живо и општеството е отпорно, пружа отпор и вели ние нема да го прифатиме ова вака како што вие ни го наметнувате. Значи ние нема да го носиме овој товар. Така што е и тоа исто така важно, колку што е важно владите и државите, така е важно и општеството да се организира и за општеството да се организира тука е критична улогата на синдикатите.